развивајќи активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство. Медјаши со своите активности придонесе во развивањето и јакнењето на граѓанската свест за детските права. Таа го струши молкот за детските страдања, особено за физичката, сексуалната и економската злоупотреба на децата, откривајќи во јавноста повеќе случаи на злоупотреби и директно ангажирајќи се за поставување поефикасни механизми за заштита на децата. Првата детска амбасада во светот Медјаши ги застапува и заштитува правата на децата, поттикнува одговорно родителство, почит на детска личност, го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. Медјаши го промовира мировното образование, развивајќи активно граѓанство засновано на принципот ненасилство и ги негува различностите и еднаквите можности за сите. Визија на првата детска амбасада во светот Медјаши, поправеден свет за секое дете. Во изминатиот период од 1992 до 2017 амбасадата ја остварува својата дејност, делувајќи во следните сфери: психосоцијална, правна и други видови поддршка на деца кои имаат потреба од помош со посебен акцент на маргинализирани групи деца, мониторинг на детските права, промоција на правата на детето во Република Македонија и пошироко, преземање иницијативи за напредување на законската регулатива за заштита на децата во Република Македонија и неистина имплементација и активности и градење на мирот и ненасилна разработка на конфликти. Овие домени остануваат од примерен интерес и во наредниот период. Поправеден свет за секое дете и господин Драги Смијанец. Пати ме праша дали си подготвен за говор. Вие знаете, на медиумите не сум подготвен, сега малци имам тремор. Како ќе почнем, си мислам, кога ја гледам Ленче, многу не е јасно како да почнем. Ленче ја облагородила оваа награда двојка, тројка. И веднаш асоциацијата ми е, оваа награда всушност е награда за сите патоци и страдалници почнувајќи од 92 кога помагаме на децата погодени од војната во Босна и Херцеговина, на децата погодени од војната во Косово, каде што нашите волонтери беа на терен, да не ги набројувам камповите Стенкови, Зелен-2, Рабиша, Бојане, Чегране и така натаму. На напрешно раселените деца кои беа згрижени во детската амбасада, каде што се родија Никола, Александр и Марија, кои беа сместени во детската амбасада во 2006. На страдалниците мигранти кои поминуваа низ нашиот регион, од Гергелија до Табановце. Дури во тој период се сеќавам многу и Ленче колку пати ја посетувавме и се восхитувавме за нејзината мисија и дел. Значи, оваа награда е за сите на кои сме им помогнале, на целиот работен тим, на сите во собранието на детската амбасада, на сите во надзорниот одбор тука во Смирна имаме и вечеринки наши. Таа награда е за сите кои поминале низ сите овие 27 години во навистина активна, безкомпромисна борба за заштита на правата на детето, што правата детска амбасада во светот ја работи без при тоа да размислува и калкулира дали треба да се турне или не во одбрана на најнебогатите и најранливите деца. Ви благодарам на сите. Драги Величо, не знаш како да почнеш, па јас нешто држам во разреди, само те два зборојки ти кажам. Не е важно сакај го, не е важно прави добро, не е важно зарубајќи своите цели, не е важно биди искрен, не е важно создавај, не е важно помагај, не е важно давај го најдоброто од себе, давај го Медјаши. Отворете ги прозорците,